Почитувани гледачи, ги следите регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: тетовските пожарникари ги бараат додатоците на платите кои им биле ветени од општината. Гостиварци добија нов спортско-рекреативен центар покрај Вардар. Стишување на состојбата со ширење на вирусот во Гостиварско, повеќе оздравени од новозаразени лица. Повторно протест на тетовските пожарникари ги бараат додатоците на платите кои им биле ветени од општината. Последната средба со градоначалничката ја имаа во јуни 2019 година, кога било договорено проблемот да се реши. Протест на тетовските пожарникари ги бараат додатоците на платите ветени од општината, кои беа предмет на договор во јуни 2019 година. Протестот го одржаа во кругот на територијалната противпожарна единица во Тетово. Пожарникарите како членови на независниот синдикат на државната администрација ги презентираа своите 4 барања. Како вработени, колективно осигурување службено, што значи од работодавецот, немаме. Не е тоа од сега, тоа е повеќе деценијски спор и што е апсурдно, како град Тетово со поголема единица, од цела држава овде немаме колективно осигурување и по член за закон за работни односи и по член за закон за пожарникари, член 17, не е исполнето. Како второ, после рецесијата во државата, сегде е направена корекција на додатоците на плата при работа ноќе, празник, викенд, редовна работа и дополнителни часови. Само, може да кажам, во нашата држава, само као единица, овде не се коригирани. Останале на исто. Тоа ни го возможува и законот за пожарникарство, актот за преземање и законот што е подпишан колективниот договор на ниво на државата од 2017 година. Као трето, исто као колегите што добија законски во Скопје, и ние тражиме корекција на платата за дополнителни 20% за ризик. Тоа не е внетнато во платата. Тука сме поддржани со закон за исплата на плати на пожарникарите од октомври 2017 година. И како четврто, со судска спогодба за претходните години договорено е да се исплатат 60.000 денари по тужба, до сега целосно не се исплатени. Пожарникарите истакнаа дека даваат краток рок за добивање одговор од општината, пошто ќе продолжат со нивните протести. Во јуни 2019 година пожарникарите се сретнаа со градоначалничката Теута Арифи и се договорија да се надминат разликите околу платите и условите за работа. Гостиварци добија атрактивна локација за прошетки, спортување и рекреација. Изградбата на новиот спортско-рекреативен центар покрај Вардар финишираше. Преостанува да се доредат уште неколку детали. Инвестицијата е вредна 250.000 евра. Специјална подлога за пешачење и трчање, вештачки карпи за качување, реквизити за деца и лица со посебни потреби, патека за слепи. Сето ова го содржи новиот спортско-рекреативен центар покрај Вардар во Гостивар. Изградбата веќе финишираше. Во следните денови ќе се доуредуваат детали и центарот во должина од околу половина километар ќе ја добие својата конечна форма. Овој проект е капитална инвестиција на Гостиварската локална самоуправа за 2020 година. Предмет на ова капитална инвестиција беше да се отвори една добра дестинација за сите граѓани во општина Гостивар, но зошто да не и за други граѓани кои го посетуваат општина Гостивар. Меѓу рекреативните спортски центри кои навистина успешно се реализираше во текот на овие 4-5 месеци, сме во завршна фаза на сите работи. Тука е поставено тартан гумена подлога за рекреативци и спортисти кои се занимаваат. Но ние сакаме да придонесуваме околу тоа граѓаните што почесто да ги посетуваат овие места и да дадеме навики на граѓаните и да
спортуваат повеќе, да имат место за рекреација. Веруваме дека капиталната инвестиција која е направена од Швајцарската агенција за развој и општина Гостивар, верувам дека е меѓу најдобрите реализирана во оваа година во општина Гостивар. Во Гостивар, за жал, често пати се случува јавните површини, зеленилото и урбаната опрема да бидат мета на вандали. Во таа насока Османи упатува апел секој поединец да биде совесен и да не се уништува новиот спортско-рекреативен центар. Се случува да тоа дека се уништува урбаната опрема, јас ќе апелирам до сите граѓани, до сите деца кои излегуваат, ова урбана опрема и сите играчки кои се поставени овде се предвидени за лица со посебни потреби, се предвидени за децата до 10-12 години и верувам дека од нивна страна ќе треба да имат почит кон сето ова што е направено и да ги замолам да се чуваат сите тие, пошто ќе треба во поголем број да се користат и од други деца кои ќе можат да го користат ова како дестинација. Центарот во Гостивар се реализира во рамки на проектот Јакнење на општинските совети, што го спроведе UNDP со финансиска поддршка од Швајцарската агенција за развој и соработка. Минатата година најпрво се одржаа повеќе форумски сесии со граѓаните, кои даваа своји предлози за инвестиции, пошто со гласање беше прифатено да се направи вакво уредување на кејот. Од вкупната сума на проектот 250.000 евра, 50.000 се обезбедени од швајцарските фондови, додека 200.000 од буџетот на општината. Граѓанската иницијатива Доста е ја отвори својата канцеларија во Тетово. На тоа место ќе се нуди бесплатна законска помош за сите потрошувачи, кои се, како што велат од иницијативата, оштетени од Евана. Основната идеја и цел за денешното отворање на канцеларијата на граѓанската иницијатива против последното поскапување на електричната енергија доста веќе е да им се пружи легална, законска, бесплатна асистенција и правна помош на оштетените потрошувачи на електрична енергија, особено на она категорија на граѓани што се најзагрозени со последното агресивно, неправедно и подмолно поскапување на електричната енергија на штета на граѓаните, а само на добивка на енергетските монополски компании. Значи, преку денешно отворање на канцеларијата, на граѓанската иницијатива Доста веќе, всушност и се проширува активноста на ова граѓанска иницијатива во смисла на заштита на граѓаните од сите неправди и од сите штети што секојдневно ги претрпуваат од страна на енергетските компании и од самата регулаторна комисија за енергетика. Официјалните податоци за коронавирусот на гостиварското подрачје упатуваат на стишување на состојбата со ширење на вирусот. Изминатите денови се регистрираат повеќе оздравени од новозаразени лица. Активно болни моментално се околу 730 граѓани. Состојбата со ширењето на коронавирусот во регионот на Гостивар е подсмирена. Така барем покажува официјалната статистика на Министерството за здравство. За разлика од претходниот период, кога се бележеа и по 80 на нови случаи дневно, неделава тој број се движи од 9 до 30. Во извештаите на Институтот за јавно здравје се регистрираат повеќе оздравени од новозаразени граѓани. Опаднат е и бројот на пациенти со ковид кои се хоспитализираат во Гостиварската болница, како што пренесуваат медицинските лица, проретчиле пациенти кои развиваат тешки форми на болеста. Па вака, стабилна е за сега и се радуваме дека е така, бидејќи и претходните денови или неделата поминатата беше страшна, значи беше голем број на заразени и тешко болни, а веќе последната недела имаме намалени бројки на заразени, имаме двојно поголем број на оздравени пациенти, моментално лежат околу 58 пациенти, кои се така, нели, со полесна клиничка слика. Лекарите сепак порачуваат граѓаните да ги почитуваат мерките за заштита, особено во празничниот период.
да се избегнуваат групирања и прославите да поминуваат во кругот на најтесното семејство, за да не дојде до нов силен коронабран. Според податоците од здравствените власти во општините Гостивар, Врапчиште и Маврово Ростуше, од почетокот на пандемијата вкупно биле потврдени 3162 случаи на коронавирус. Во ковид евиденцијата за Подрачјево регистрирани се 132 починати и 2291 оздравен пациент. Во однос на симптомите кои се пријавени кај заболените лица, најчесто се регистрирани температура, малаксаност, кашлица, како и ослабен осет за мирис и вкус. Ќе имаме средба со угостителите и ќе разговараме за дополнителна помош од државата за да ги намалиме последиците од COVID-19, рече денеска министерот за економија Крешник Бектеши, откако независната угостителска комора најави дека новите ограничувања на работното време за угостителскиот сектор ќе ги оспорат пред Уставниот суд. Секако дека ќе имаме средба со угостителите во наредниот период, и јас сум убеден дека ќе најдеме решение за да почнеме да дополнително да ги помагаме во првиот квартал од наредната година, но треба да се има во предвид дека угостителскиот сектор бил еден од најпомогнатите сектори и во 2020 година, но имајќи во предвид дека паралелно на тоа што сме донесли рестриктивни мерки како влада, истовремено сме ги поддржале сите тие сектори кои со одлука на владата биле затварени или пак им е скратено нивното работно време, и на таков начин владата ќе продолжи Министерството за економија да ги спроведува дополнителните мерки кои ќе почнеме да ги реализираме во првиот квартал од 2021 година. 83 казни за неносење маски во последните 24 часа, пронајден кокаин, одземено возило. Следуваат деталите од полицискиот билтен на СВР Тетова. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 83 лица, 44 од Тетово и 39 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 113 лица од Тетово и 38 од Гостивар, изготвени им се нови решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им биле извршени 1020 лица од Тетово и 692 лица од Гостивар со вакви решенија и при тоа не било констатирано непочитување на истите. Вчера околу 20 часот и 30 минути на улица Илинденска во Тетово, полициски службеници лишиле од слобода 19 годишникот тетовски групчин, затоа што при преглед пронајден му е кокаин. Тој бил задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 15 часот и 30 минути на градскиот плоштад во Тетово приведен бил 45 годишникот Тетово, кај кого биле пронајдени пиротехнички средства и ќе му биде изготвен поднесок по член 8 од Законот за заштита од експлозивни материи. Вчера вечер во 22 часот и 35 минути било пријавено дека во спортска обложувалница на улица Иво Лола Рибар во Гостивар едно лице со закана кон вработениот одзело пари од дневниот промет. Извршен бил увид и се предземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера вечер пак во 23 часот и 15 минути 63 годишникот Тетовска Голема Речица пријавил дека околу 21 часот од предсемејната куќа му било одземено неговото патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, кое било незаклучено со клучевите во брава. Се преземаат мерки за расчистување на случајот. Вчера околу 16 часот на улица Маршал Тито во Тетово, патничко моторно возило со тетовски регистарски ознаки, управувано од 36 годишникот Тетовски Порој, удрило во 33 годишничка од Јагуновце. Во незгодата таа се здобила со тешки телесни повреди, констатирани во Тетовската клиничка болница. Увид извршила екипа од секторот за внатрешни работи Тетово. Кошаркарите на Гостивар после пауза од 1 месец се враќаат на обврските во првата кошаркарска лига на Македонија. Утре во салата Младост во Гостивар ќе гостува Скопски Вардар. Викендов ќе се одиграат делот над преварите од 9-тото коло на првата кошаркарска лига на Македонија. Кошаркарите на Гостивар после пауза од повеќе од 1 месец се враќаат на теренот, бидејќи утре во спортската сала Младост во Гостивар ќе гостува Скопски Вардар. Во досегашните 8 првенствени кола Гостивар се одиграа само 4 надпревари, а останатите беа одложени поради различни причини.
Последен пат на паркетот гостивар беше на 18 ноември, кога на домашен терен го совладат Црндрим со 109:95. Одложени се надпреварите на гостински терен против Куманово, Пелисер и Кожув, како и домашниот дуел против Мазата Скопје. Останува Кошаркарската федерација на Македонија да одлучи кога ќе се играат овие надпревари, бидејќи голем дел од екипите се уште имаат проблем со позитивни случаи на COVID-19. Во моментов гостивар има половичен успех од 2 победи, 2 порази на средината на прволигашката табела. Гостиварци забележаа победи над Евроникел и Црндрим, а беа поразени од Академија, ФМП и Работнички. Состојбата е далеку подобра во второлигашката конкуренција, каде викендов ќе се одигра последното 9-то есенско коло. Кошаркарите на Тетекс имаат само еден одложен надпревар, и тоа оној од второто коло, кога на домашен терен требаше да игра против Скопски Партизан. Овој дуел планирано е да се одигра на 26 декември. Континуитетот на одигрување на надпревари за кошаркарите на Тетекс продолжува викендов, кога тетовските кошаркари ќе му гостуваат на директниот конкурент за висок пласман Чаир. Скопската екипа 2 кола паузираше, бидејќи целата екипа беше во изолација и сега веднаш излегуваат на паркетот, што може да значи голема предност за Тетекс на овој надпревар. Екипата на Тетекс во моментов е наделба на втората позиција, со само 1 бод помалку од лидерот Хераклеа. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието. Почитувајте ги мерките за заштита и останете во добро здравје. Пријатно!